ПКВ програмата дури објавите ги броиме, но броиме све, на тој начин функционираме. Одиме понатака, следниот, Зилија Фидани од Кетова. И третата благодарница оди за Марија Симаковска од Црвената Струга. Тие не се тука, но секако благодарница така ќе се ја добие и ќе биде пренесено се ова што се случуваше тука и ќе биде уважено за својот ангажман. Одиме понатака. Сега влагаме веќе во делот кога треба да се доделат пекарите за прво, второ и трето место. Во овој дел сакам да изгледаме по едно кратко видео од секоја општинска организација, од овие 4 кои што се наградени, колку да ви ја доближиме работата, што е тоа што го правеа овие младинци и што е тоа што правеа сите младинци во нашата земја. Сега таму ми треба асистентот кој што стоеше на компјутерот, одлично тука си. Одиме со Демир Кисар. Младите од Демир Кисар имат изработено 5 проекти, кои што 4 беа оценети со сонце. Ова беше еден проект по кој што може да се види дека тие раздвижија навистина цела своја заедница, направија многу активности, собра средства финансиски кои што беа донирани за едно дете кој што на жалост живее во услови кои што се такви какви што се и некако сите останати деца има велосипед, така да проектот всушност беше донирање на велосипед, но и поминување време квалитетно со ова дете. Јас се поканувам сега председателката на млади на Црвен крст на Македонија, Елена, да ми се придружи и да ми помогне да ги доделиме овие 2/3 места, значи за превеза Демир Кисар. Поканувам представникот на Демир Кисар, претпоставувам дисеминаторот ќе биде тој кој што ќе излезе и секако очекуваме да ни се обрати и да каже неколку збора во однос на постигнатиот резултат.
Добар ден на сите. Горда што прв пат сум дел од ПХВ програмата како десиминатор и за прв пат ПХВ го носам во Демир Хесе. Горда сум што работев со млади лица во нашата заедница, каде што донесовме големи промени и заедно стигнавме до голем успех. Голема благодарност до мојот ментор за целокупната соработка и исто така благодарност до мојата организација Демир Хиса за поддршката и идејата за реализирање на сите овие проекти. Ви благодарам. Одиме понатака, одиме се селиме во Свети Николе, каде што исто така имавме изработени 5 проекти, од кои што 4 беа оценети со сонце. Сега ќе видиме едно видео, чисто да доближиме работата на Свети Николе до сите нас. Благодарам многу и на Свети Николе. Во проектот можете да видите дека станува збор за еден проект во кој што, како и да звучи тоа, ама има семејства кои што немаат основни работи, како што се биро за работа за детето за училиште, трпезариска маса каде што треба да се појадува и телевизор, што наистина мислам дека е доста тешко за некој тинејџер кој што сака да биде во тек и во тренинг со сите останати работи како другите тинејџери. Сега го поканувам представникот, односно дисеминаторот од Свети Николе да ја приеми наградата. Добар ден на сите. Најпрвен поздрав од нашиот дисеминатор Маја Вачова, која што од оправдани причини денеска не е тука. Честитки до младинците, честитки за освоените награди, честитки за освоените сонца. Со вашата посветеност, труд и талент ми направивте горди сите. Посебно не направивте горди во нашето мало и убаво Свети Николе, бидејќи втора година поред го имаме овој прекрасен пекар. На сите младенци посакувам уште многу успеси и уште многу награди во иднина. Ве сакам сите
бидејќи вие сте срцето на нашата организација. Елена, благодарам многу. Посакувам успешен мандат и одлична соработка во наредните години. Се селиме во Тетово, каде што всушност се изработија 13 мали проекти, ПКВ, каде што оваа година имавме 20 дисеминатори кои што одлично ја завршија својата работа. Дисеминатори кои што покажа на вистина едно заедништво, едно сплотеност и се надевам дека сега ова ќе направи уште една позитивна клима за клубот на млади кои што работи по истите принципи на нашата организација. Ќе видите едно проектче, сите беа добри, дека не тешко да се изведе што е тоа што ќе се прикаже, но тие имат направено сензорска соба за лица со посебни потреби, така да уживајте во нивната работа и во следното видео. Треба да поканам сега председателката на Црвен крст Делчево да ми помогне да ја врачиме втората награда Пекар за Црвениот крст Тетово. Сега ги поканувам и двете дисеминаторки, бидејќи двете се тука близо на сцена, да ја примат наградата, бидејќи ова има заеднички успех и секако да се обратат, ако сакат и двете, како се веќе договорили. Добар ден од мене. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство. Ми беше чест и задоволство што оваа година бев дел од оваа ПКВ програма. Најголемото чувство е што со овие мали проекти што можеме да направиме големи промени во нечи живот. Ви благодарам. Вече дедо, почнем разговаривать и уродиве уримение, живе, уне кишахнацин, тем как дисеминаторе, на Тетово, каде
Falenderoj shumë zonjën Aleksandra për mbështetjen për çdo hap që na ka bërë. Falenderoj mentorën time, zonjën Linda, mendoj se nuk është këtu, nga Kumanova. Gjithashtu falenderoj edhe Kryqin e Kuqit në Tetov që na dha mbështetje maksimale, veçanërisht zonja Radica. Ju falenderoj gjithë personalin. Много ти благодаря на всички, беше завършил да видим за семината овој година во Тетово. Много убаво поминавме. Морам дека секогаш ќе правиме нешто добро за сите луѓе. Хвала многу. Таа спомна и својот стручен соработник од Црвен крст Тетово за големата поддршка Радица, таа спомна и Линда од Куманово, која што беше ментор, значи целиот тој еден систем кој што градиме навистина е многу важен. Јас посакувам Црвен крст Тетово да си ги задржи, не само Црвен крст Тетово, туку сите општински организации, дисеминаторите кои што се одлучни, кои што направи одлични резултати да искористат онаа можност да останат 3 години дисеминатори за да направат уште подобри резултати следна година. Сега тука некаде одиме, каде одиме? Одиме, спремни се, гледам дека младинците не дишат, еве спремни се младите од Делчево, така е. Ајде да го видиме први видеото во Делчево, да видиме што е тоа што тие го направија. Ние кажавме веќе дека изработија 6 мали проекти, 6 се оценети со сонце, прегледување од различни инструктори, пратени се критериумите и сите дадоа највисоки оценки за вашите проекти. Навистина треба да се чувствувате горди, бидејќи сонцето, како што кажав, многу добро и најсилно свети денеска во Делчево. Ќе видиме еден проект, нажалост еден. Ќе го видиме проектот од Македонска кавеница, каде што младите уствари самите на себе си биле целна група, добиле простор, го средиле, го дотерале и ќе имат можност и овие од Македонска кавеница со поддршка од децата, младите од Делчево, да работат, да творат и да бидат активни ученици во нашата заедница. Ние веќе не сме iščekувани да го просторот како изгледа, посакуваме многу успешни проекти и активности и хуманост да се случува токму во оваа просторија. А сега би да го поканам генералниот секретар да се качи заедно со мене на сцена, да ги доделиме пекарот, благодарицата и чекот, значи наградата за младите од тука некаде јас го поканувам дисеминаторот да се качи на сцена, да каже нешто, а потоа верувам дека имате некој сценарио да сите останатите.
на сите, јас сум Антонија и семинатор на ПХВ проектот во Делчево оваа година. Мојот сам почеток во Црвен крст беше во 2023 година, кога прв пат учествував во ПХВ проектот. И тогаш за прв пат во Делчево го донесовме ПХВ за прво место. Со голема гордост ќе кажам дека оваа година можевме да го постигнеме истиот успех и да ги реализираме сите наши идеи за сите проекти кои ги имавме. Се надевам дека сите млади кои што беа дел од овој проект се прегледи со самите себе, со сето оно што ние можевме да го постигнеме и би сакала наистина да им се заблагодарам за сето време кој што тие го вложија во овој проект оваа година. Исто така се надевам дека повеќето од младите кои што учествуваа во ПХВ во 2026 ќе продолжат со волонтирање, бидејќи можам да кажам од лично искуство дека ова е едно нешто што мене самото ме исполнува со премногу среќа и надеж за нашата иднина и ова самото е доказ дека навистина младите се идената на нашата држава. Јас го поканам сега младиците кои ќе да се кажат од стена, да направиме една заедничка фотографија. Не ми го забравяйте генералниот секретар. Ви благодарам многу. Продолжуваме понатака. Чинам дека имаме уште некој мал дел, така. Да, младите можете да се симнете, потоа ќе направиме една заедничка фотографија, додека се симнувате, може да кажам уште 2-3 завршни збора во делот на моето излагање. Покажав уште еднаш дека светот може да биде прекрасно место за живење, дека зависи од сите нас. Ќе бидеме среќни сите ние кога добрината која што ја носите, која што ја правиме сите, стане секојдневие, а не да се случува од време на време. Јас едва чекам следна година, кога ќе имаме нова генерација на ПХВ дисеминатори, нови младенци кои што ќе испешат нови херојски приказни. Ви благодарам на сите. Денес уште еднаш се уверивме дека хуманоста нема граници, дека добрината се множи кога се споделува и дека младите луѓе се силата што го менува општеството на подобро. Дека искуствата, пријателствата и спомените создадени преку ПХВ програмата бидат поттик за нови идеи, нови акции и уште поголеми успеси во иднина. Ви благодариме за присуството, поддршката и за се што правите за да го ширите духот на хуманоста. Посакуваме многу успех и нови средби исполнети со добри дела. За крај ја поканувам Вирџинија Петровска, уште една наша млада талентирана девојка, која ќе ни се представи со нејзина песна. По музичката точка следува една заедничка фотографија и потоа повелета една коктел во фојето. Да сме живи и здрави и секој добро.
Кажем, има ли време? Отворено ли се? Може да се изключи.